отворивме една тема за турбофолкот што нема врска со ова за кој што ќе зборуваме денеска, ама со Иван и со Марија започнавме да зборуваме за тоа како е да се воспитуваат децата денеска и што можеме да направиме правилно, а што не правиме правилно, и на крај дојдовме до ситуација во која што на крај кого ќе обвиниме? Системот, медиумите, нас? Јас верувам во лична одговорност. А ако нема системска одговорност, каква е личната? Колку да се трудам јас како родител да влијам на децата или да ги воспитувам, ако се што се случува околу е погрешно? Ама не сме само родители, граѓани сме. Апсолутно, ама сепак сме еден дел од колективот, ама Така. поединечната одговорност тргнува од нас, а не тргнува од 50 луѓе околу нас. Ми се чини дека севкупно. Од една страна, тргнувајќи нели како родител прво родители, општество, училиште, значи се си има своја нели важност во воспитувањето на децата, така што тргнувајќи нели од родителството како родител, меѓутоа нормално да и општеството и системот, сето тоа си има свое во воспитувањето. Ова ќе каже човек дека нема врска со темата за која што ќе зборуваме денеска. Темата би требало да биде и се надевам дека ќе се движиме во таа насока, бидејќи се испреплетуваат сите теми во овој серијал на подкасти наречени Тивка врева. Добро дојдовте во уште една епизода од истата. И кога сме го спомнуваш воспитувањето. И сега ќе тргнеш од тоа воспитување и не знам градење на некакви манири, навики, нели култура и слично. Дојдеш и до ова, знаеш. Неве Иван ќе каже, инаку гости да ги представам си, Иван Христов, кој што е психолог, како беше она Гешталт психотерапевт под супервизија. Многу комплицирано Да, за многу мене, меѓутоа комплицирано. добро што самиот да го каже. Што значи тоа под супервизија, кога ќе каже човек тоа ти како проект сега правиш под и оние ИПА фондови, како си Ко па се има надгледува. супервизија и те надгледува. некој. Да, заради тоа што за да ја земеш европската диплома за психотерапевт, треба да имаш многу часови работа со клиенти. И така кога ќе завршиш образованието, мораш да имаш пракса со клиенти, за потоа да го полагаш испитот за да бидеш официјално Постои само. европска диплома Сертификација, за да, европска сертификација. Која е положна, американската или европската во момент? Во Македонија европската, во Америка американската. Мала шега, Да. бидејќи сега нели Да, доаѓа до ама, прикачување ние- на тој тие глобални феномени се Во случуваат Македонија сега европската некако баш. Европа со Америка нешто не е баш на наравна нога. Да, во Или Америка обратно. сосема за психолози и многу уште покомплицирано и психотерапевти во Америка сосема поинаку. Сакаш да кажеш дека системот. континентално вие психотерапевтите се разликувате во однос на тоа што го изучувате, дипломирате, Да, обсервирате, докторирате и така натаму? да, законски да. Со тоа што можам да одам после тоа и во Америка, да видам таму што можам да направам, ама не можам со завршено тука да одам бланко во Америка и да земам диплома. Морам таму да имам пракса, морам таму да имам до едукација за да земам. Ова не сум слушнал до сега дека може Да, за ваква Епа како дисциплина да биде поделена. да, Во може. веројатно си го прави амбиентот или Не го или не? прави законодавството само. Аха. Како се договориле? Пошто тоа е се арбитрарно. Како се договори комората, како се договори АПА, конкретно American Psychological Association, тие ги прават правилата и како... Значи психотерапевтите зависат од системот на крај. Да, сите професии Тоа веќе зависат го од системот. За Токму себе или така. за Не, знаеш како, затоа зависиме што од го кажеш системот. психологија или психотерапевство или психијатрија, тоа го сваќам, сепак знаеш, вие сте луѓе кои што се занимавате и со менталното здравје, но и со душата на човекот, и тоа го гледам Да. како нешто, така го доживам јас, како нешто ајде не апстрактно, ама нешто кое што не би требало да биде ставено во некој... Ама професијата е уредена во рамки. систем, што е многу добро, заради тоа што постои етика на работење, постојат проблеми во работењето, така да прекрасно е кога некоја професија во систем. Затоа што има поддршка. Добро, и нашата гостинка е Марија Латиновска. Сигурно сум сакала да прашам Марија Латиновска, слушаш ли латино дома, па може би? Обожавам латино како музика и многу сакам да играм на таа музика. Како да. имаше една песна, само спомен ми остави едно CD со латино. Да, Не знам, легендарна се сеќаваш песна. на легендарната песна. Апсолутно. Марија Латиновска, ТВ лице, водител, како те најавам сега, знаеш, некој може. вообичаено добивам инструкции од гостите кои што ни се од медиумската сцена, не ме најавај вака, не ме најавај така. Весна Малинова не беше гостинка пред некој ден, ми рече најави ме како Весна од комшилукот. И така ја најавивме. Како е во Па, знаеш телевизија како? и кај се не си ангажирана периодов, те гледаме доста вака. Да, па да, ангажирана сум, никако уживам во работата. Ја сакам работата и знаеш, најважно е да кога работиш нешто со љубов, практично и не работиш. Така што да, на повеќе проекти сум
Меѓутоа, нели мојата примарна работа е водител, новинар и уредник на културна емисија, Неделен микс на телевизија 24. Ме исполнува да разговарам со луѓе. Многу често имам и гости психолози, психијатри, социолози, освен културата, нели да позборуваме малку и на секојдневието. Така што Многу ми е интересно кој имам лица гости од твојата сфера кои што ми правеле интервјуи, многу ми е вака предизвик сега да ве видам од другата жешкото страна, столче, да речеме, од оваа страна, да видам како ќе се снајдете. И мене ми е предизвик. Ама се снаоѓате. Па се надо. Па добро, сега подкастот е една посебна категорија, еден посебен амбиент, се надам дека ќе уживате овие 50 на минути колку што ги имаме до 1 час, а темата за која што ќе зборуваме, рековме не се задржуваме никако, секогаш правам некој концепт, никогаш овој концепт на крај ниту се чита, ниту одиме по него, иако тука имам некои работи на кои што би можеле да се задржиме, не знам, насилство, хомофобично малтретирање и широка тема е сега да не ја расплинуваме стар, меѓутоа Иван би го прашал и вообичаено вака ги почнувам овие подкасти со тоа, која би била дефиницијата, имаше како беше не беше скеч тука една анкета по телевизија, на улица оди човек и ги прашува, добро, што би направиле вие ако дознаете дека вашиот сосед е Homo sapiens? И овој вика, би го убил. Знаеш, друг вика, слушај, би го Homo sapiens. Дали е тоа реалноста? Дали е свесноста и нивото на култура и на образование и на поимање на оваа појава на тоа ниво, Иван? Затоа што мене ми е тоа неверојатно. Значи, човекот ги прашува дали се плашите од вашиот сосед Homo sapiens. Да. Значи, ние не знаеме Homo sapiens, ние не се познаваме како човечки суштества во основата, а веројатно се плашиме и од себе и од сите околу. Работата е што е стварно комплицирана, затоа што е многу културолошки испомешано и луѓето не ни мислат веќе, туку едноставно го зимаат како такво. Јас треба нешто да прифатам, нешто да не прифатам и не размислувам дали треба или не треба, туку само 2 букви да слушнам, веќе сум против. Имаше па скоро една анкета што ќе правите ако да знаете дека вашиот син е хетеросексуалец, па имаше луѓе ќе го бркам од дома, ќе го утепам, или не знам, ќе го поддржам и сите тие работи или беа како прашање, ма луѓето многу малку се информираат. И најчесто теми кои што културолошки ни се пренесени да ги прифаќаме или да не ги прифаќаме, не ги размислуваме. И не е само со оваа тема, со било кои други теми. Меѓутоа оваа тема влече корен многу одамна. Многу интересно затоа што не знам дали знаете дека најхомофобично општество на светот до сега било Римската империја. Иако луѓето имаат поинакви верувања, уствари Римската империја била поприлично хомофобична и доста го сметала како, не знам како да кажам, повеќе како феминизирање на мажот, што било најстрашно да си маж, возвишено суштество и да се однесуваш како жена, нели како да е понижување. Не очекува. Мислам дека античките општества и системи или држави биле по-либерални во тој поглед. Не воопшто, дури многу интересно дека на почетокот христијанството немало никаков проблем со додека не доаѓа христијанството во Рим. И тогаш почнуваат сите строги работи во христијанството. Поприлично Рим бил доста затворен за вакви работи. Особено не било никогаш проблем маж, особено благородник, ако сега како да го кажам ова, ако има секс или не можам да кажам дека ако има секс тука ако силува роб, тогаш не е проблем, пошто тоа се робови и не се луѓе и можеме што сакаме да им правиме, меѓутоа проблем е ако двајца благородници имаат секс. Особено би бил проблем тој што е примателот на сексот, да кажеме, затоа што тоа е по феминистичка по фемина позиција и тоа било неприфатено. Така да доста е прашање на хомосексуалноста кај мажите уствари е губење на машкоста. И затоа толку добро се задржуваме на овие простори, затоа што сме многу исплашени да изгубиме машкоста. Да, и па добро, тоа, знаеш како, сега некако е поврзано и со тој општествен статусен символ, па сега да ти да бидеш примател, а да бидеш некој благородник, гледаш, веројатно така го толкувале. Као... Да, дури Цезар бил измеван за тоа. Пошто Цезар уживал во двете работи во своите сексуални односи, така да Цезар бил исмејуван, од другите бил понижуван за тоа што го сакал. Марија, ти ги знаеш ли овие работи? Па, искрено, сега прв пат овие информации ги дознавам и мене ме заинтригира. И јас мислев дека биле по-либерални тогаш, меѓутоа еве, дознавме од Иван некои нови нешта. Знаеш, па и денеска, еве, навидум отворени сме, навидум, нели, 21 век, но многу се поделени мислењата. За многу нешта, не само
по прашање на сексуалната припадност, ми се чини дека секој кој што е поразличен од нас, многу потешко го прифаќаме. Имаме предрасуди, стереотипи и тоа според мене треба да се менува. Секој може да се најде во секаква ситуација, можеби несакана ситуација или пак едноставно значи да открие некои работи кај себе, можеби кои што не ги знаел или така натаму и сепак да бара да биде прифатен од другите. Знаеш, кога нешто не знаеме, многу сме затворени кон тоа. Треба постепено да се отвараме, да дознаваме нови работи, а сепак, пак ќе кажам, поделени сме многу во тој поглед и многу по-тешко прифаќаме нешто ново. Според мене, убаво е да се запознаеме едни со други, да видиме какви проблеми ти имаш, со што се соочуваш, посебно луѓето кои што се, да кажам, друга сексуална ориентација, можеби од нашата. Јас имам и луѓе во мојата околина, меѓутоа имам и читано дека со многу тешкотии си имаат соочувано. Прво да се прифатат себе, си има случувано и автохомофобија. Значи, каде што и самите тие луѓе си велеле дека не може да се помират со тоа да се тоа што се, нели? Излегуваш надвор од еден концепт кој што си го кој што го имаш вака, што се вели на маса и сега одиш и контра себе. Да, имало и такви ситуации, баш имам читано и на тоа. А потоа па додека им соопштиш на другите, нели, и така натаму, и па дали општеството ќе те прифати или не, тоа се сигурно и вака од што имам, пак ќе кажам, слушано и читано, тоа се тешки работи, кои што ми се чини дека постепено треба малку да имаме емпатија и кон поинаквиот од нас. Еве и да не зборуваме само за сексуалната припадност. Генерално има многу ситуации каде што луѓе се поинакви од нас. И... Дали мислиш дека ти си била хомофобична во ситуации во животот? Па не, знаеш, јас во принцип сум човек кој што сакам да го прифатам другиот, да видам зошто е тој поинаков, да ги прифатам кои се негови позитивни страни, како може да се вклопиме, без разлика дали станува збор за работа, за некој проект, нели, во општеството или било како, да мене ми е всушност многу важно да ние како луѓе научиме дека треба да живееме едни со други, да си помагаме едни со други, да не бидеме непријатели, да има една меѓусебна почит и разбирање еден кон друг. И сега знам дека ова звучи како леле сака мир во светот, нели? Како миста. Како да, меѓутоа мислам дека тоа ни е многу неопходно. Некако многу станавме лоши едни со други, сакаме да му наштетиме на другиот. А зошто? Ако си ти задоволен со себе, зошто да сакаш да му наштетиш на другиот? И ја имам една таква теорија дека се доаѓа од лични фрустрации или незадоволство од себе за да посебно со развојот на социјалните, ова веќе неколку пати сме го зборувале, на социјалните мрежи, медиуми, секој па и добива шанса да мрази јавно и да напише било што. Од каде доаѓа најчесто стравот? Епа, стравот доаѓа од нашата биологија. Природно е да се плашиме. Стравот ни е потребен за да се заштитиме. Ако има змија, ако не се плашам од змијата, ќе придам, ќе ме гризне, ќе избегам, меѓутоа како социјално се плашиме, буквално во племенски општества, каде што јас ги познавам моите луѓе, се што не е моите луѓе, не е пријатно, можам да бидам нападнат, да бидам нели било како, само што тука сега доаѓа еден аспект на тоа што веќе луѓето кои што особено хомосексуалците не се луѓето од другата група, туку се луѓето од нашата група. Тоа се луѓе кои што растат со нас. Луѓе што растат со нас, ги имаат истите вредности, идат во истите школи, ги имаат истите институции, меѓутоа нешто е поинакво. Сега, ова убаво што го кажа во однос на тоа дека треба да си помагаме, да работиме заедно, ги спомнавте личните фрустрации. Во принцип, ние имаме проблем, ова е во психологија е така, со аспектите од нас, кои што или ни се отуѓени, или неприфатени. Например, ако јас сум тивок, може да ме нервираат гласни луѓе. И тоа се луѓе делот од мене што сум го оттуѓил. А може и неприфатен да е. Јас многу зборувам, па ме нервираат луѓе што многу зборуваат. И сега доаѓа тука аспектот на тоа колку јас ја прифаќам мојата различност од другите. Затоа што луѓето генерално имаат тенденција да се конформираат. Сакаат како сите, така и ние. Дури да ги прашате за мислењето на луѓето не се разликуваат ни по значајни теми нешто многу. И за политички работи, и за било како, тоа е мислењето, тоа го мислам јас и така одиме. Луѓето не седнуваат да се позанимаваат со тоа. Сега каде е опасноста? Со тоа што за некој е само размислување и став,
а за некој е животот. На некој како размислуваме како општество за хомосексуалноста, не му е само прашање на тоа што мисли он како кој фудбалски тим му омилен, туку го дефинира неговото живење. И тука доаѓа најстрашното. А тука имаме сега една друга аспект што ќе го донесам, а тоа е привилегија на мнозинството. Дека повторно како мнозинство хетеросексуалците носат одлуки за хомосексуалците. Исто како што во држави каде што има малцинство и мнозинство, малцинството треба да бара нешто од мнозинството. И мнозинството од позиција на привилегија кажува нешто да се даде или да не се даде. Така да е многу цело това пасивно-агресивно, не знам како да го кажам, и е многу истоштувачки и поради ова се јавува и таа интернализирана хомофобија што ја кажа, каде што хомосексуалците почнуваат себе да, како да кажам, да се мразат, нели и себе па и групата, заради тоа што ако не можам својата хомосексуалност да ја прифатам, многу ми е полесно да ја залепам кај некој што е поапла хомосексуалец од мене, така да речам, нели во однесување. И тука се случува еден сплит на личноста, каде што за да се интегрирам во групата морам да се одвојам од дел од мене. И веќе станува тешко за мене. Почнувам да имам проблеми од секаков аспект. Работа, школа, релации и било како, почнувам да се мразам себе си. И така да многу е тешко и многу е поларизирачки и е навистина тажно како омразата ни го диктира се уште светот. Особено нели го знаете на ние македонците сме многу отворени луѓе, нели се прифаќаме. Тоа нели многу често го кажуваат. Но се легенди кои што не Да, знаат. легенди што не знаеме колку се. Кој го кажал? Многу легенди. Го кажуваат, меѓутоа апсолутно нашето општество. Иако морам да кажам дека мислам дека сме многу подобри од порано. Да, јас тоа мислам. И можеби како општество не прифаќаме, меѓутоа ако гледаме на како да кажам, на пониско ниво, на ниво на луѓе, друштва, семејства, мислам дека се повеќе и повеќе е прифатено. Луѓето многу повеќе прифаќаат иако ова зависи од многу работи, од образование, од политики, од политичка волја, затоа што кај нас се на тоа на крајот се сведува. Меѓутоа апсолутно мислам дека имаме уште многу пат да изодиме, меѓутоа сме изоделе многу пат од што сме биле пред можеби 20 години. Така да сметам дека тоа што треба е само да погледнеме во себе и да видиме што правиме со својата различност, без разлика што и да е. Имав еден пријател познаник, кој што пред некој ден имаше коментар, нели, меѓу пријателите имам еден купи, не знам, можеби јас сум бил дел од некаква хомофобична ситуација, можеби сум изреагирал како што не треба, меѓутоа ова ми беше, онака ми остана, вика, бев еден од моловите скопски, и вика ги има еден тон, вика, од педериве, вика, веќе не се ни кријат, вика, порано, значи, далеку сме уште од тоа да сме некое развиено либерално општество кој што на различностите би гледале као поинаку од она за кој што мислиме дека се гледа. Ти, Марија, например, мислиш ли дека меѓу пријателите имаш геј или хомосексуални лица кои што се кријат или го потиснуваат за да не бидат видени во јавност или слично? Ја мислам дека има еден куп уште такви личности. Да, сигурно има луѓе кои што не сакаат јавно да го истакнуваат тоа, и тоа си е личен став, нели, лично мислење, тука не може никој да се меша никому. Конкретно имам луѓе кои што и јавно се декларираат како така што сега можеби јас па доволно не ги знам каква била ситуацијата претходно, меѓутоа имам слушнато дека да, одредени луѓе и се криеле претходно, дека А не, овој коментар знаеш како звучи? Веќе не се ни кријат, како знаеш, порано ќе те ќе да полиција, сега буквално знаеш така звучеше. Се согласувам со Иван дека има некое поместување во однос на сваќањата, во однос на таа некоја толеранција кон поинаквиот од нас. Ми се чини дека има поместување во тој поглед, но секако има многу хомофобични луѓе се уште. Има луѓе кои што како што спомна и ти, знаат да искоментираат и со погрдни зборови. А тоа ако отвориме социјални мрежи, тоа да. Тоа за било која сфера. Таму, да. не да, само за било која сфера, ама посебно за овие теми специфични, знаеш. Да. Имавме, како се кеше, представник за Евросонг, кој што беше од друга сексуална ориентација, не знам дали јас се трудам и вообичаено гледам да не ги читам сите тие коментари, затоа што навистина мислам дека секој кој што има било каква лична фрустрација
и домашно незадоволство или лош ден, може да седне и тоа да го исфрли сето врз некој. Да. Меѓутоа тоа беше страшно што се случуваше тој период, какви се не коментари, напади, па не знам, Да. Тоа беше многу така. да се забрани. Вака, ние како нација имаме проблем со лутина. Многу сме лути. Гневни, сме, да, гневни некако. сме кај живееме. И кога не можеш по конјот, по самород. Пошто не можеш да идеш пред влада да се дереш заради тоа што не живееш добро. Не можеш, ама веќе не е Нема, тренд. нема ни поента, нели? И сега одиш на помалиот. Ја гледам, вие не знаете по школи што се случува по групите на децата, тоа е Да, исто тоа така. сакам да го начнеме и како Тоа е насилство. скроз, па да. Мислам така да сакам да кажам, насилството е нас, ние дел од нашиот живот, ние имаме проблем генерален со насилство. Дури и луѓето што вршат насилство се големи жртви на насилство. Така да, па еве сега ќе земам типичен пример. Тој што најчесто врши насилство на хомосексуалци, многу е веројатно дека има латентна хомосексуалност, Тоа го иако, прочитав, тоа иако сакам не го сакам да начнеме, звучам као сега да психологизирам, меѓутоа докажано е дека е така. И кога јас цело насилство на општеството го прифаќам, го примам врз мене и не можам да го прифатам, нормално дека следно да го проектирам. И ако не сум ја, ти си. И сега тебе ќе ти го истурам сето тоа што го мислам. А Фејсбукот е многу сигурна зона за тоа. Може со лажни профили. Лажни Да, профили, да. ама и луѓето гледам дека се доста силни кога куцаат. Мене ме мрзи толку многу да куцам конкретно, а они гледам Затоа дека што вака во обична ситуација во животот ниту вербално туку ќе биде гласен. Да, нити- веројатно. Нема храброст да пристапи, да. а можеби има не таков став. ниту имаат како да кажам, ниту нивниот глас има моќ, Можност да? можност и Па, моќ тука да имаш да можност направи што сакаш промена. да напишеш, тука А, си силен, тука си доктор по науки, тука си Ами тоа е, сакам да кажам, и тие луѓе се дел од ово општество кое што врши насилство и кое што на нив никакво насилство им се врши. Дали е правно, дали е економско, дали е финансиско, сакам да кажам, Да, но сите не е сме оправдување жртви. да пренесуваш и тиета негативност, да пренесуваш не, така. говор на омраза, да навредуваш некого, ако си ти изфрустриран и незадоволен, биди си таков дома, така, мислам, Не, за жал. Така е едноставно, ама зошто го кажувам ова? Заради тоа што не можеме да свртиме, има индивидуат одговорност, и многу е фино, нели, иди си на психолог, иди си на психотерапевт, реши си го тоа. Меѓутоа, како општество имаме одговорност да се грижиме за нас, посебно за децата. Дел сум од една студија HBSC која што го истражува однесувањата поврзани за здравје на децата на возраст од 11, 13, 15 години и таму се гледа дека и децата кои што вршат насилство се жртви на насилство. Сите параметри на тие деца како што е, не знам, поддршка од семејство многу ниска, поддршка од наставници многу ниска, задоволство од живот многу ниско, конзумација на, не знам, на цигари високо, конзумација на алкохол високо. дроги. Така да други високо. Така да сакам да кажам, проблемот е на сите Да. и секој пат кога ќе покажеме прст, ама дома реши си го, секој ќе се повлече дома, ќе си го решава и кога ќе нема решение, ќе излезе пак на улица со Не, ова уште поголема. системски е, нели? Ова системски буквално е. треба. Дома да, никако да кажам така, лошо звучи и тоа. Системски треба сите да работиме малку по малку на сето тоа. Е сега од каде да се тргне, како да се тргне, па треба тим психолози, па родителите, Има. училиштата. Слушај, неколку емисии веќе дојдовме до родителите на крај, што заклучив дека од дома се тргнува. Значи тоа еве која ова е 13 епизода, ако не се лажам, во полот епизодите на крај кај родителите се вративме, знаеш. Значи, затоа системски кога зборуваш системски некако асоцира на институции на системно оно, Па а да. ретко кои доаѓа до семејството, односно до домот, односно до родителите. И на крајот сепак некако како да се тргнува од таму, Точно. за да искочи утре на улица или Ама поинако е. И ова чисто го кажам. Родител не ти треба ништо да бидеш. Нели, родител, само имаш дете и си родител. Не мораш да имаш никакви предзнаења. И немаат. Значи, за родител нема школа, Курс, а многу да. е тешко да се биде родител. Сега, во школите имаме образовани луѓе. Значи, во школа работат наставници кои што имаат Педагози. поминато 4 години средно школа и 4 години факултет. Така, тоа е можеби 8 години повеќе образование од некој родител. Идејата ми е дека тие се луѓето што градат. Можеби нема овие родители да ги изградат, ама овие деца во школа за 20 години тие ќе бидат родители. Па ние на нив да им дадеме поддршка во тоа. Зашто пак е системот. Ние не мора да смениме нешто од денес за денес. Нема да ги смениме луѓето. Ама можеме да ги менуваме работите за понатаму да бидат подобри.
Чисто го споменав за да повеќе да почнат многу малку разговараат родителите денеска со деца. Па немаат време. Тоа е поразително. Да. Или не сакаат да најдат. Или не сака да најдат, меѓутоа да. Си го користат слободното време повеќе за себе отколку за Не можат активностите, еве, моето дете си уште е мало, ние во училиште, меѓутоа приметувам како деца кои што се во училиште се на милион активности. И тоа од една страна е во ред, еве, не играат сега децата пред зграда, или ете па како да се пополни времето корисно, да не се седи пред телевизор, пред компјутер. Меѓутоа, еве од аспект на родител, чувствувам грижа на совест кога во текот на денот можеби доволно не сум со детето, ама не да седам јас на телефон тоа на компјутер, туку да си играме, да бидеме креативни, да прошетаме и така натаму. Значи, ми се чини дека сега тука па доаѓаме до друга тема, тоа е капитализмот, брзиот начин на живот, трката по пари. Можеби родителите сака да поминуваат време со децата, а во битката за пари, и да трчаат по пари и сето тоа нека не трчаат толку по пари. По помалку пари нека трчаат. Знаеш, секој е приказна за себе во тој поглед. Не можеме да се мешаме ние, нели, на кој колку пари му требаат. Меѓутоа, дефинитивно време треба да се најде да се помине со своето дете квалитетно, да се посвети внимание, затоа што на детето тоа му треба. Љубов од родителот. И веднаш се чита по детето кога е задоволно, кога е тажно, кога му се потребни родителите. Тоа веднаш се чита кај детето. Твоето дете е помало, меѓутоа кај моите се веќе тинеџери. И знаеш тоа го забележувам веќе со години неназад кога сме кај едукацијата, меѓу себе добро си се едуцираат тие на правилен или погрешен начин за многу работи. И тоа, знаеш, стана некако, ова е геј, само ги слушам, добро, што е тоа геј, знаеш, и за некоја тотално неповрзана работа која што е во погрешен контекст ставена, користат ова е геј. Знаеш, и тоа им стана као некоја узречица, некоја нормална конверзација за се што не чини на моменти користа, знаеш, или ово е геј, ова е геј. Знаеш, натаму се развија работиве и сега не знам, затоа велам колку разговараат родителите за воопшто и за тоа што е хомосексуалност, што е геј, да им се објасни. Тешко Па и за изгледа. телото генерално, да, и за сексуалноста, веќе во тие години. Ние peer-to-peer имаме кај децата, они сами се едуцираат. Родителите возрастните апсолутно никако не ја едуцираат децата за било што поврзано со сексуалноста, апсолутно. А многу е значајно. И генерално, не знам дали знаете на колку години уствари се почнуваат разговори за сексуалност со деца. Имате идеја? Ете 50 колку години си Со кого да разговарали? разговарам? Со мене не разговараат, со мајката. А инаку од кога почнуваат тие разговори, па не знам, од 7-8 години па натаму. 4. Од 4. Децата... Добро, замисли кој аспект. Кој се... Да, па види, тоа сега Марија, да види кажам, да. подготвен. Јас сум сега тама на време. Да. Епа, нели во фазите кога влегува, децата во таа фалусната фаза влегуваат околу 4-та година. И тука веќе почнуваат да си ѓучат половите органи, тука се и првите мастурбации, сето тоа и тука ги ствараат, дури не знам дали знаете дека она нели имаме сите идеал за како ни изгледа совршениот партнер, уствари го ствараме некаде на 4 Имаме години. цела емисија за тоа. Да, уствари некаде на 4 години го ствараме, пошто тогаш стануваме сексуално суштество, да речеме. Ај како да се изразам, сваќаме дека преку половите органи може да доживуваме задоволство. И тука веќе почнуваат тие првични разговори за задоволство, зашто тука доаѓа и срамот. Нели најчесто децата ќе се фаќаат, па ги удираат по рака, немој, а треба да им се каже. Можеш да го правиш ова, само не пред други луѓе, оди во соба, измиси ги рацете претходно, има начин на кој што може да се прави. Вака некој да ме слуша, може ќе ме уапсат, да рече некој подршка на деца. Така е, ја се шалам, ама е така. Малси вака. И ова знаеш што е интересно, пред 100 години ова било се многу по-природно прифаќано во општествата и во околината како што се живеела. Сега некако многу почнавме да стануваме како повеќе да воспитуваме деца и тука кога влегува тој разговор, тука се случува тој сплит. Ако детето гледа дека уште од мало нема поддршка да разговара за овие работи, тие работи се исполнети со срам. Детето праша од кај дошле бебињата, иди праша мајка ти, иди праша го татко ти, детето вика, овие појма немаат, нема што да ги прашувам и губи доверба. Избегнува да збори и после ќе се погледа или во трето оделение некој што разбира се и ќе почне да ги едуцира Погрешно децата. да ги едуцира. Да ги погрешно да ги едуцира децата. А генерално нашето општество, ако збориме за хомосексуалност и така како погрешно не учи, ја памтам уште по слави, по родендени, нели цело време било многу исмејувано, исвиркувано, исмевано.
и децата и да не мора да им кажеш, они веќе гледаат дека не е окей, дека не се прифатени како такви. Сега се случуваат и некакви глобални промени во однос на целиот тој пристап и стратегија Политички. на или како Мислам и политички. политички, па добро, ама дел од таа агенда гледаш еве се во Америка се случуваат промени и сега имаме не фанови на групата и вакви и онакви и секакви и доаѓаат до нас некои чудни информации дека добар дел од таа LGBT популација или трансгендер или што и да е сака да си замине едноставно од Америка затоа што се менуваат политиките, не знам дали тоа Марија ти колку си запознаена со она што се случува, меѓутоа гледаш се кратат фондови, сега не знам што се финансира со тие пари, меѓутоа нели се оди на таа популација при собирање на гласови, ете и на тој наратив во кампањите дека ќе скратиме од оваму, ќе скратиме од онаму, доста беше, па има луѓе ги нервираат и тие, не знам, искрено еве мој став е, ја немам ништо против организирање на геј паради и така натаму, меѓутоа има луѓе кои што се она баш апла против и дури барат забрани нели законски регулативи и она. Кај се движи светот? Ај за Македонија па да не зборуваме, мислам дека сме како гледаме други трендови па ги копираме кај нас вообичаено е така, не знам. Да. Апсолутно е така. Кај се движиме? Ева Хрватска дозволи геј бракови, мислам дека Палани изгледа беше, ако не се лажам. Кај нас вере ќе дојде кога Србија ќе признае, така да ние така некако се правиме. Ние последни се ќе кажеш Па чекаме. да, чекаме нели како околината некако да се обезбеди, за се е така, за сите промени што ги правиме, најчесто така ги правиме. Тоа е мое мислење, сега не знам како ќе биде. Тешко сме пионери во радикални промени. Од аспект на ова што се промениве во Америка, мислам дека дојде голем шок одеднаш. Мислам дека кога ќе се спласне се ова што се случува, ќе се искристализираат работите во кои правец ќе течат. Заради тоа што ти и законски нешто да не дозволиш, тоа не значи дека веќе не постои. Тоа исто како сега да речеме дека, не знам, легализирана марихуаната, еднашка не е легализирана, таа не престанува да постои, транс луѓето нема да престанат да постојат. Така да со тек на време ќе се, како да кажам, ќе се избалансира сето тоа, само што е голем шок за разлика од претходните политики за овие сега што доаѓаат. У Македонија сигурни сме од таа страна, во однос на LGBT политиките нема некои огромни промени. Во однос на геј парадите, многу баво што го кажи, баш некако ми да е повторно тоа со привилегија. Дека јас од привилегија да правам стрейт парада, а стрейт парада е свадба, заради тоа што тропаат со тапани у 10 саат са бајле пред града и сето тоа. Значи сите дознаваме дека има некаква славење на нивната љубов. И кога нема бракови, парадите се многу природен начин на прославување на хомосексуалноста, на целиот живот, љубов, борба и сето тоа. А нормално дека луѓето кои што не се таму ќе се бунтуваат исто како што јас веќе слушам веќе како камбани многу тропат и џамии како пеат. И на некој му сметаат џамиите, на некој му сметаат камбаните. Зависи од која вера си. Така да многу е природно дека луѓето ќе се бунтуваат, меѓутоа затоа е потребно да имаме општество што ќе го уважи секој во општеството, зашто секој е значаен. Апсолутно, и да повеќе да разговараме на овие теми, да се сослушаме едни со други и повторно доаѓаме до тоа да се прифатиме едни со други постепено. Не е едноставно, но еве има некои чекори кои што навестуваат дека можеме сите да живееме тука и да колку толку секој биде прифатен. Барем да се потрудиме колку што можеме. Да разговараме, ама многу мина оваа тема ја доживуваат како некаква полутабу или табу тема. Па се уште да. Знаеш, тргнавме од тоа дека е специфична тема и да видиме, знаеш, дали се плашиме уште од тоа како ќе реагираат луѓе на нашиот став. Дали сме ние навистина демократско и либерално општество или сме сепак некоја како беше на полудемократија? Па можно и тоа, да. Да сепак делува дека сме либерални, дека прифаќаме различни од нас, а ако се случи на некој наш близок, дали всушности ќе можеме сето тоа да го прифатиме. И тоа секој треба да се запраша. И дали ќе го одбраниме и дали ќе бидеме гласни? Да. Кој знае? Имам чувство дека се сменети работите, имам чувство дека луѓето се гласни и тие што се, да речеме, за хомосексуалност, тие што поддржуваат хомосексуалци и тие што не поддржуваат. Имам чувство дека можеби порано повеќе сега некако да сме поделени повеќе, тоа е моето чувство. Барем во околината во која што јас живеам,
нели, може би во други средини е поинаку, не можам да зборувам, претпоставувам дека во порурални средини се уште е многу пострашно за млади луѓе. Буквално сум зборувал со луѓе кои што викаат, ако моите дознаат ќе ме убијат. Значи буквално и тоа не Тоа е. сакав да го отвориме како аспект. И тоа не е. Релацијата родители која, знаеш, не знам, најголемиот страф на таткото е да дознае дека синот е, не знам, хомосексуалец или керката е лесбика и така натаму. Какви ситуации имаме во Македонија во однос на тоа? Сме гледале Има клипови родители нели кои се во откажале Америка од кај што децата? синот буквално Има, им се има. исповеда, па често и го примаат како, нели, Има една изрека што Со многу ја поддршка. сакам, а тоа вака вика. Родителот се ќе напре за своето дете, освен да го прифати тоа што е. Тоа за се важи. Јас сум приметил родители, јас ќе умрам за моето дете, ќе умрам за на терапија никогаш нема да отиде за детето, ама битно ќе умре. Така да сакам да кажам, родителите се многу интересна една категорија од тој аспект, што они себе направиле за замислената слика на своето дете, а замислената слика никогаш не е другиот, туку сум јас себе. Така да уствари родителите себе направиле сами за себе. Они го сакаат нивното дете што е нивно. И ова е многу интересна динамика во психологија за родители. Во принцип, ова само докажува дека некој пат вредностите и припадноста во групата е позначена од моите емоции. За некои луѓе толку е значено заради тоа што ова е стравот на родителот. Ако јас го прифатам моето дете, мене општеството ќе ме отфрли заедно со моето дете. И тоа е многу страшно за некои луѓе. колку е тоа видливо, да речеме, и на во професионалните аспекти, колку им се одразува на луѓето? Веројатно повеќе имаш искуство со такви ситуации. На кои луѓе? На луѓето кои што се декларираат отворено како хомосексуалци, потоа тоа како им се одразува на работното место. Јас сум слушал многу примери. Сега не знам колку е, што е вистината, што не е. Сега Буквално до бркање од работа. Точно, до... точно. Дискриминација. Ова од многу фактори зависи. Најчесто вака, има различни приказни. Значи има луѓе што опипуваат терен и гледаат дека теренот е безбеден и сега се отвараат и имаат најчесто многу нели прифатени се од некој не се, нели зависи во која сфера работам, зависи со што се занимавам. Има луѓе што имаат сосема поинакви приказни. Има луѓе што генерално, како да кажам, независно од хомосексуалноста, не се чувствуваат поддржано од луѓето. И кога ќе дојде плюс тоа ја прилива чашата, да кажам, и комплетно настанува една небезбедно тло за луѓето да стојат во него. За жал, затоа кажам, не мораш ти да знаеш на 25 години кога му кажеш на родителот, па тогаш сваќаш дека не те прифаќа. Тоа се гледа. Се гледа низ растењето, се гледа низ животот. Луѓето го коментираат тоа. Работев во училиште една година и има изгледа по граѓанско општество беше, ја влегов на час некако случајно, изборуваа за хомосексуалност како тема и едно дете рече, па ја да знам дека син ми е хомосексуалец, би го убил. Ова е дете 8 оделение. И сега што е поинтересно? Дека ние уопште нема да се стресаме некој да утапа некого што е хомосексуалец. Ние како општество, тоа некако дури би ни било као, па да, као тоа ќе биде дилема сега, дали требало или не требало да го утапа. Тука е многу интересно. Имаше една многу убава изрека што многу ја сакам, а многу убаво покажува како општество, се вака вика. Во нашата држава почудно е маж да се облекува како жена, отколку маж да убие жена. Да. Толку. И така е. Страшно, да. А така е. Ма вистина е така, ние читаме и ние се потресуваме на многу работи, меѓутоа се уште, ако прашаме што е вистински маж, пак вистински маж е. Пошто имаме и многу интроектирана во нашето општество мрзење на жени, сигурно она е крива, нешто правила, се облекла, испровоцирала, нели? Многу е поврзано, само да знаете. Се што е поврзано со хомофобија е многу поврзано со феминистички прашања. Поврзано е со улогата на жената во општеството. Пошто нашето општество се уште повеќе не сака машки хомосексуалци, геј мажи, отколку геј жени. Се уште ние повеќе, некој ни е почудно да е геј маж, отколку геј жена. Помалку пречи, сакаш да кажеш, мислам. Па помалку пречи. Па нема што генерализирам. прво, нема порнофилм без лесбиска сцена во него, мислам само од таму да тргнеме. Така, значи тоа е поприлично затоа што е се концентрирано кон машкото задоволство. На мажот тоа му е убаво да го гледа и ние го презентираме тоа што му е добро на мажот. И затоа кажувам, ние не ја сакаме хомосексуалноста заради тоа што го феминизира мажот. А тоа ни е подсвесно влезено
со генерации, како што кажав, од римско. Значи, вие замислете да го имате римско, па Византија, па турско, и сега модерно време, замислете колку години наназад. Тоа постоела како култура на овие години и многу е тешко да излеземе од тоа. Би сакала само да се надоврзам на разговорот од пред малку за колку е важно родителот да зборува со детето и од најмала возраст. Значи, детето да почувствува припадност, односно доверба кон родителот. Таа врска да се направи. Родителот и детето никогаш не може да бидат другари. Значи, треба да си има некој авторитет, нели, родителот да воспостави авторитет, меѓутоа да може детето во било кое време да дојде до родителот и да му каже што го мачи, дилеми, прашања. Ми се чини дека таа врска многу е важно што од мали нозе да се воспостави. Еве, јас како родител се Најбитно. допрва се надам ќе се трудам сето тоа да го... Тоа се фази, процес. Имаш многу Па сега работа. ќе видиме веруј како ми. си до тоа, нели понатака А ќе јас се сум имал ситуација во која што сме имале повеќе доверба во комуникацијата, да речеме, со сими, меѓутоа сега едноставно ми затвара врата пред лице. Ама ова се годините за тоа. Да знаеш дека помеѓу 12 и 18, 19 се затвара врата пред лице и после Да. 19 пак ќе се спои тоа. Да, тргам и од себе, какви односи сум градал јас со татко ми или со мајка ми, меѓутоа опасно е ова се. Ова што се случува во природата. Да, и со технологијата сега и самите деца се Па види, знаат упорно уверени се дека знаат повеќе од нас. Тоа е најлошото, затоа Децата? што добиваат информација од Децата повеќе знаат од нас. Ама што дознаваат? Не, Колку е некако тоа правилно? Дали информација. правилна Тоа е- информација да Не. знаат? Тоа ова неколку емисии Супер. што сме го спорили А. за сексуално образование и за слично, значи добиваат многу погрешни информации. Имаме тука гинеколози кои што Аха, точно. страшни точно, примери точно, дава. точно. Значи пробувале абортус со Кока-кола да направат, како да ти кажам. Да. Има и такви ситуации. И сега колку е ова вистинскиот извор на информации во однос на разговорот кој што би имал или со стручно стручно. лице, за кој што јас гласам прво, меѓутоа многу мена од родителите бегаат од тоа, се уште има и тука предрасуди, како се Знаете, тука е I најголемиот went страв. to a shrink, како беше песната од Ова е најголемиот, за мене најнеиздржаниот страв, ама постои кај луѓето, дека ако ние на децата им зборуваме за секс, ќе ги нели Подбутнеме, ќе ги да, тоа е подбутнеме најчесто да имаат коментар, секс. Ја да. не знам како луѓето го мислат ова и затоа луѓето не сакаат Како да има сега исто во како сега на училиште да учиме како се става кондом, готово. Да. Отиде детето сега надвор. Па истото е со хомосексуалец ако прикажеш, не знам, ако имаме филм со хомосексуалци, луѓето ќе се Ќе се противат разбудат. заради тоа што луѓето мислат дека ние ќе ги направиме децата хомосексуалци. Моментот е овдека со довербата дека се гради цело време. И ова што го кажав, децата знаат повеќе од нас. Не само што знаат они повеќе од нас како информации, повеќе чувствуваат. Работата е што ние родителите имаме тенденција да им кажуваме на децата. Ние родителите треба да ги прашуваме децата. Ова како кажав, мене родителите, не сум родител, али мислев ние возрастните треба да ги прашуваме децата. Кога ќе дојде за прашање, не да му кажам што да прави, туку да го прашам, како е ова за тебе? Што сакаш да постигнеш со ова? Како се чувствуваш кога зборуваме за ова? Кога работиме преку прашања, многу повеќе може да ги доближиме децата. Децата не доаѓаат кај нас заради тоа што они сакаат да бидат поддржани и чуени, а ние им даваме решенија. И после ќе им рече родителот, па ти кажав ја што да направиш, а ти не го направи. И тука веќе отида. Детето не ќе да се врати. Така да повеќе да истражуваме, помал се да кажуваме. Марија, сега да те прашам, бидејќи ги трошиме минути некако за подкастов, очигледно темава има Материјал. многу материјал и многу простор за зборување, меѓутоа ти си ТВ лице од медиумите, личност од медиумите. Сметаш ли, сам неважно дали се работи за ТВ24 или за кој било ТВ канал, општо, твој некој печаток, дека се зборува некако и се отстапува простор за овие теми? Па јас еве По конкретно Некако повеќето од медиумите мој впечаток е, мислам од нас што гледаме телевизија, бидејќи Иван рече дека телевизија рече си да не гледа. Меѓутоа имаме, не знам, разни политички емисии, попладне, приквечер, соочување на политичари, зборување на одредени политички теми, а некако овие теми остануваат за што, за пополнување, не знам. Како впечаток имаш? Да, што ми се чини На дека програмската шема, не знам, во доцни часови или за утринските? па, Утринските има никако, вакви уствари. теми. Има вакви теми. Еве и во мојата емисија сум имала теми за дискриминација, за поинакви од нас луѓе, па како да се приватат и така натаму, така што има вакви теми.
Има теми насилство, па има теми хомофобија, има исто така булинг, значи се тоа што е поврзано со она за жал што се случува во денешно време, според мене има место во медиумите за тоа. И се третираат вакви теми. Дали треба повеќе? Дефинитивно треба. Многу повеќе треба вакви теми отколку политичките теми според мене. Меѓутоа, мислам дека се третираат. Добро, политичарите на прво место, најголемите звезди биле и ќе останат во Македонија, за разлика од За други жал, општествени да. системи кај што се тотално неважни за обичниот човек. Оваа тема е широка и имавме тука, требаше да задржиме малку на тоа што е хомофобично малтретирање, можеби. Требаше за оној момент што го споменавме со будење на некакви чувства кај оние кои што најмногу малтретираат или се најнасилни во случајот. Тука се споменува некаква декларација за почитување на човековите права. Тоа го имаме ли во пракса или Декларацијата не ја на немаме во Обединените пракса. нации? Ја Не, знам за таа тоа. е прекрасна. Сите декларации што се на Обединените нации, ние ги имаме и ги имплементираме, меѓутоа ги почитуваме. Тие се нели така не се казниви, туку се препораки и сега ние си ги адаптираме во нашето општество и пополека некако се вртиме околу нив. Ама на некој начин се почитуваат и не се почитуваат истовремено како било кои други резолуции на Обединетите нации. Некако Ама доаѓаме ги секоја мисија повторно и до на казнивост и законите и законодавството во Македонија конкретно. Се почитуваат ли тие, не знам, при процесите, не знам, навреда на таа основа, не знам, напад физички на таа основа. Мислите, имате ли впечаток дека постои казнивост? Ова не е само за оваа тема. Ова сме го отворили кај семеното насилство и кај еден куп Треба други. уште многу да се работи. Има многу да се работи, на почеток е. Луѓето уште не знаат кај нас што е насилство, не разбираат комплетно што е насилство, мислат дека насилство е само некој да те истепа. на вербално и на... Така, и тоа на интернет кога се случува не мора да е репетитивно. Доволно е еднашка некој да напише лош коментар за мене, затоа што кога е нешто на интернет, стои таму до животно. И тоа може да ми прави мене насилство до крајот на мојот живот. Така да интернетот е многу опасна алатка. Луѓето кои што се посебно во медиумската сфера или во најавната сцена, мислам дека треба поминат еден. Ја често комуницирам со наши колеги кои што се допрени од ја веќе тоа кај мене некој свич има исклучено е, не ретко што допира. Дури имав ситуација и дома кој што јавно изложив, син ми беше нападнат и така натаму, знаеш, имаше секакви коментари, мислам дека веќе тоа го исклучувам вака и него перцепирам, меѓутоа многумина не можат да се справат баш. Не знам Марија како реагира, дали била во ситуација некојаш да биде нападната или Па на за социјални сега мрежи. вака нешто Не да си е била во баш угла, екстремно да било нешто да ме повреди, не, или пак да имало таква ситуација. Нормално свесна сум дека секој има свое мислење и за нас како јавни личности, на некого му се допаѓаме, на некој не. Во секој случај тој говор на омраза и тие, затоа што критика е нели едно, сите сме свесни, може секој да искритикува доколку е конструктивна таа критика, меѓутоа тој говор на омраза каде што се што се зборува, би требало постепено да го намалуваме. Са колку тоа всушност се намалува, свесни сме сите дека баш не е баш така, дека се уште си постои, нели, секој може се што сака да напише на интернет. Не сум имала директно некоја сериозна таква ситуација, но следам што се случува на интернет апсолутно и се надевам дека колку толку тие работи ќе можат да постепено да ги менуваме. А тука некаде за крајот на емисијата сега ви за подкастот да ве прашам, сметате ли дека се движиме во позитивна насока на учење на ситуацијата, да учиме како да живееме со различностите и да го напредиме овој сегмент или кај сме со тоа? Па има многу кампањи постепено. Иван интересен коментар, да? Ќе го премолчиме ова? Има постепено доста кампањи во однос на поразличните од нас и тоа допира сепак до луѓето. Сакали ние или не, односно треба да сме свесни дека тука некаде околу нас има и луѓе кои што се поразлични од нас. И дека треба сепак дека сите заедно живееме тука, треба да живееме заедно тука. И со вакви почести разговори можат и многу работи да ни се разјаснат, дека не е онака како што ние првично може би сме мислеле за одредени стереотипи
и дека некои работи се сосем во ред, доколку секој тоа се одлучи да го прави. Колку сме ние всушност либерални, тоа секој треба да се запраша. Дали всушност сме доволно либерални или сме конзервативни повеќе и во денешно време. Тоа е сепак личен став, но доколку не влијаеме на другиот многу, тогаш нека секој прави онака како што смета дека треба. За крај ќе кажам само дека љубовта ќе нас спаси сите, љубовта ќе го спаси светот. Љубовта значи контакт, да бидеме тука едни за други, за вистински какви сме. Прифаќањето не подразбира те прифаќам, ама овој од тебе дел од тебе ќе го игнорирам. Прифаќањето значи да те прифатам целиот како што си во целост со тоа што го носиш. И тоа е многу значајно. Дека ние сме за некои работи либерални, за некои не сме, меѓутоа мора да се прифатиме себе за да ги прифатиме другите. Така да секој да може да работи и да размислува за својата различност. И за тоа што го прави различен, затоа што тоа што не прави различен не прави убави. Светот е убав кога е различен. Ова што го кажа Така, сега е многу. буквално рече си истото што го кажа пред само неколку дена Весна Мелинова во емисијата за љубовта и љубомората. И ти благодарам што го потврдивме овој што го повторивме. Марија и Иван, ви благодарам што не бевте Фала на гости тебе. во уште едно издание на Тивка Врева. Отворивме една интересна тема која што и за кој што може да се зборува исто така со денови веројатно, меѓутоа ограничени сме на овие отприлика 1 час. Ви благодарам што одвоивте. Марија, тебе ти благодарам што еве се прифати да бидеш гостинка. Благодарам, многу беше одскок на предизвик за мене. твојата секојдневна шема, вообичаено јас сум ти гостин. Добро, сега имаме нов спот. Спотот се вика Правда и ова некако е поврзано со Се е поврзано со Се е тоа, поврзано, дали ќе ја најдеме или не знам, меѓутоа ќе ти бидам гостин наскоро, да знаеш. Секогаш си добро дојден. Ви благодарам уште еднаш и живеете и се гледаме во следното издание на Тивка Врева наскоро.